moje srce, ljubov ta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po moje srce, ljubov ta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krilja ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako domo večno sta. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Isuse. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Ti благодарам što gizle ovije slova, što mi davaš pouki vo duhot. Ti благодарам, Gospode Isuse Hriste, što me sozdade, što me ljubiš, što me nauči kako da se vratam kaj tebe, kako da prostam, da gi ljubam site, da je prihvatam tvojata volja. I ovo živo slovo da žive vo mene, Твоето живо слово, кое е двоостар меч, што отцепува, разделува, ослободува, што дава духовна сила на љубовта, која никогаш не сопира. Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое како на небото, така и на земјата, така и во македонската земја, и во нашите души и срца. Лебот наш насушен, дај ни го денес. Простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници, и не воведи во искушение, не дозволи да паднеме во искушение. Научи не како да бидеме облечени во Твојата љубов, да поднесеме се, да издржиме се во името на Господ Исус Христос. Твое е царството, Татко, во името Исусово, и силата, и славата. Славата е Негова, царството е Негово, и Македонија е Негова земја. И македонците се Негов народ, зашто Тие го повикаат, дојди во Македонија и помогни ни. Така да сите обиди на негирање, на омраза, на сатанска доктрина, да ја украдеш земјата, да насадиш други народ, кој бара Божем човекови права, а не дава никому никакви човекови права. Законот е се што ви прават вам, правете им го и вие, така да правата што ги имаат, например, малцинствата во Македонија, треба да ги дадат на сите други во соседните земји. Тие не даваат никакви права, само бараат. Тоа исто така сатанска доктрина. Тоа е тоа тело на Мојсей за кое сатаната сака да го разграби. Едно од тие тела е и Македонија. Телото на Мојсей, пазете, неколку термини во кои ќе почнеме. Вашите тела не се ваши, второто. Третото, телото се предава на сатаната, таа сака да го разграби. И телото на црквата, чие е, се разбира дека е на Исус и така натаму. Значи имаме тело, душа и дух. Тоа е нашето битие во прво Солуњаните. И битно е што правам јас со телото. Со моето тело. Што правам? На кого му служам со телото? Ете, тоа се тие моменти. И ги имаме ние работи, она познато, кој сее во телото ќе пожнее смрт. Дали сееш ти во телото или во духот? Дали грабаш материјално, телесно, например, со пари од дрога, проституција, сакаш да ја земеш, да ја разграбиш Македонија? Тоа е катастрофа која ќе ти се случи. Пореметуваш повеќе држави во регионот, те користи сатанската сила да направиш раздор и прашање на момент кога ќе дојде наплатата. Божемни човекови права кои ти ги бараш постојано, а не даваш на твојата територија никакви човекови права. Степен на омраза кон другите зголемен. А Архангел Михаел, сатанска доктрина, рековме, веќе го победи сатаната, го фрли на земјата. Архангел Михаел, кога се препираше со ѓаволот за Мојсеевото тело, за првата заедница пред да се појави Исус, нели? Не се осмели да изрече хулна пресуда, пазете го овој момент, туку рече Господ да ве спречи, Јуда 1.9, Господ да те укори
Господ да те казни. Сатаната сака да го превземе секое тело. Значи, тука е битката за телото, кому ќе му припадне, во кое тело си ти вграден, дали се обидуваш да се вградиш во Исусовото тело или си живееш во светот, тоа е сатанското тело. Тоа е важен момент. Значи, да останеш телесен, сатаната сака да те врзе, да му служиш на телото, на телесниот човек, да сееш во смрт. Тој е целиот момент кој го прави, сака да го превземе секое тело. Ние би требало да сме едно тело со Исус. Еден дух. Еден дух, разбирате? Што правам јас со моето тело? Дали е вистински храм на Светиот Дух? Му дозволувам на Духот да ме води, како што Содом и Гомора и околните градови што блудствуваа. Ова е цитат, значи живееја телесно, си јадеш, си пиеш, си водиш љубов, па тие водеа љубов хомосексуално, лесбејство, педерастија, Содома и Гомора со деца, она што денеска го промовира сатаната. Сака да го наметне како државна религија. А на ист начин, значи, блудствува како и тие одеа по друго тело, сатанско тело. Станаа пример со тоа што беа накажани. Значи, тоа е тој момент, со вечен оган, Јуда 1:7, поминуваш низ оган, секако ќе бидеш прочистен. Делата ти се гнасни, ќе изгорат во огнот на љубовта, во вечниот оган на љубовта. И уште истото ќе се случи и со оние кои го осквернуваат телото. Пази, кое е тело? Па Исусовото тело, ако го осквернуваш со некое дејство, или собственото тело го даваш за блуд, можеш да побараш од Исус да ти помогне. Ја презираат власта Исусова, се противиш, нели? Бунт, хулат на славата Исусова, Јуда 1:8, чеш како хулиш, па, например, не го почитуваш редот во заедницата. Дали тука има некој што поставил Исус да ве подучува во духот, да служи или не, или не го прифаќаш, тоа замени тогаш. Пази сега, оние кои го осквернуваат телото, ја презираат власта Исусова, друг препев, си ги поганат своите тела. И ја презираат врховната власт на Бог 1:8. Значи, власта е битна, глава на Исус е таткото, глава на црквата е Исус, глава на мажот е Исус, глава на жената, црквата и сите телесни верници. Е тој што го поставил Исус. Ако го поставил Исус, ако не е поставен од луѓе. Значи, си живееш во светот, не те интересира. И сега ние имаме момент, чекам за молитва одредени луѓе, на границата се или ќе исчекорат во Исус, прошло времето на милост, или ќе се вратат во светот, телото ќе го вратиш на сатаната. Пази, ми пишува порака да избришам, наместо да дојде на молитва, пазете сега човечки ум, да избришам се од заедницата. Значи, ние имаме YouTube канал, радио, на кое одат на Facebook профили и така натаму, с фотографии од дејства наши. Да избришам неа со цело семејство, сите фотографии, децата, сопругот, од сотрудници, ги има, например, фотографирани во песни, препеви, проповеди, исцелувања. Знаете, и сега доаѓаш ти до тој момент, дали го разбираш ти тој духовен закон? Јас си велам, ама вместо да дојде на молитва да се исцели, тоа што ја тера да прави така, да бега, ете што прави. И сега, јас си велам, Исус брише, не бришам јас. Значи, телото што го дадено на видливост на Исус, да бидеш барем малку вклучена во Исусовото тело, да те видат на некоја фотографија. Што значи тоа? Значи, во песните, во молитвите и проповедите има и фотографии на луѓе кои не се во Исус, но кои ги се во некаква љубовна соодност, каде имат чиста љубов, се поставени. Велам дека Исус брише, значи тој сака да ги избрише телата и ги враќа во светот, во сатаната и во греот. Пазете, го брише телото, например, тој како да избришеш некоја фотографија која не можеш да ја избришеш. Ти не можеш да избришеш дека си бил член, например, на некоја група или на некоја свадба си се сликал, или кога си бил бебе те сликале. Дарем го бришеш ти тоа. Не можеш да го избришеш. Исус брише.
Значи, дојден за видливост за Исус ги браќа во светот, во сатаната, во греот телата, ги брише од Исусовото тело. Нашите тела, цитат, му припаѓаат на Господ, зашто Господ ги создал, 1 Коринтијаните 6:14. Значи, телото не е твоја собственост. Имаме ние друг препев. Телото не е твоја собственост, му припаѓа на Исус, тој го создал. Телото е на Отецот, ти го тргаш, го бришеш од единственото место каде се гледа, му служи, например, како фотографија, една од тие, таму има повеќе луѓе на фотографија, за Исус, дека, ете, нешто даваш, нешто вклучуваш за Исус. Мал дел од телото, некој кој знае колку проценти, а ти всушност цело време сликан си во светот, тоа не го бришеш. Зар не сваќате дека вашите тела, не сваќате, се органи на Христовото тело? Како? Ти си живееш во светот, те има на една фотографија, на некоја молитва и така натаму. Зашто луѓето сакаат да видат живи луѓе, ние сме дискутирале, дека се радуваат. И кој че не повеќе луѓе ми река, колку радосни луѓе, сакам и јас да дојдам. Дека има живи луѓе. Затоа што ги соблазнува, например, големата заедница, македонската народна култура. Ги плаши, не влегуваат самите, тој оној стих, и им забрануваат на другите. Дали со телото му служиш на светот, оттаму, дали оттаму бришеш фотографии, а од Исусовата служба се бришеш себе си и семејството. Па ти самата се бришеш самиот. Исус брише се и ќе избрише, дали со телото си во него или во светот. Зошто би бришал нешто? Кога ќе знаеш дека тоа е духовен закон, нема да бришеш. Таа брише, значи сака да избрише сведоштво, например, на својот сопруг, што оставил за нив Господ Исус Христос, а, например, самата не смее, се плаши или има состојба во семејството, заради одредена состојба, да сведочи за Исус. Значи, бришеш и сведоштво. Влегуваш во тој духовен закон, зашто користете ги, цитат, вашите тела со нужна почит спрема Бог. 1 Коринтијаните 6:20. Например, сопругот да ми рече да го избришам сведоштво, да го избришам, таа ми пишува да го избришам се. Нима ми радио Свети Дух и јас сега му пуштив порака на сопругот и пројде доста денови и не ми одговори. Знаете, загрежен сум зашто добриот пастир ја дава душата своја за овците. Видете, ти сам кога ќе се избришеш, ќе дојдеме до тоа, го брише телото фотографија од службата, а го остава во светот. Исус ќе избеше се според мерката на срцето. Замислете Исус да избрише тогаш сите благослови што сте ги добиле. Здравие, не знам што и така натаму. И тој може да избрише. Телото пак не е за блудство, за светот, за Господ, а Господ е за телото, 1 Коринтијаните 6:13. Но што правиш ти за Господ, ако се бришеш од некоја песна и благослов во која си бил? Си бил таму прошле години, си примил благослов, си примил исцелување, сме оделе, сме се молеле. Знаете, дали ние тоа го бришеме? Дозволуваат да те видат во дејство за Исус, фотографија, даваш согласност. Ти стануваш тогаш жив камен на духовната заедница Исусова. Си го молел Исус за нешто, си го добил тоа по милост, не сведочиш, немаш доволно дух. Можеме да го разбереме тоа, барем признај го тоа, а не да сакаш да исцелуваш и да кажуваш што да се прави. А не сведочиш за Исусовата љубов кон тебе и сите нас. Пазете. Исус често им вели, оди и не кажувај никому. Тоа е парабола и алегорија, како да кажеш. Тоа е не алегорија, него иронија. Тој знае дека нема да кажат никому. Ние имаме сведоци каде Исус исцелува луѓе што се во друга вера, во муслиманство, например, во будизам. Не кажуј дека Исус те исцелил само. Ја исцелил од количка стана, имаме една таму жена исцелена. Повеќе. И се закануваат дека ќе ја убијат. Тоа е тоа, оди и не кажувај никому. Зашто поголем број од луѓето така прават. Во името на нашиот Господ Исус Христос, цитат, кога ќе се соберете вие и мојот дух, ова го постави еднаш една наша сотрудничка звезда, видите колку го раздлабочи, вие и мојот дух, пазете, со силата на нашиот Господ Исус Христос да го предадете на сатаната
за погубување на неговото, неизиното тело, да духот негов неизин да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. 1 Коринтијаните 5:4. Значи, телото се предава на сатаната. Тоа е кога ти се бришеш и излегуваш. Но има степени и фази. Ние духовно од никого не се откажуваме, се молиме за сите луѓе. Но има еден закон на слободна волја. Значи, држиш таткова жена, блудство во црквата, заради татко земе, не сака да сведочи, му забранува и го повлекува и својот сопатник, маж. Тоа е тоа, држиш таткова жена. Пази, жената на таткото може да се читаат повеќе агли. Од писмо има широчина, длабочина и височина. Или велиш дека црквата е твоја, ти ќе кажеш кога ќе кажеш. Црквата си ти. Друг препев, треба да се соберете во името на нашиот Господ Исус Христос, а со вас ќе биде и мојот дух, па со силата на нашиот Господ Исус Христос да го исклучите тој човек од црквата, препуштајќи го во рацете на сатаната, така тој телесно ќе биде казнет, за да биде спасен неговиот дух во денот кога Исус ќе се врати. 1 Коринтијаните 5:4-5. Ко разбирате ви ова, треба да се исклучи тој, па тој е исклучен. Ти го каниш на молитва, тој бега, не доаѓа. Тоа што бега е внатре во тебе, апостол Павле вели, тоа што е внатре во мене не ми дозволува да правам добро. Затоа ти треба сила. Значи, пази, си поминал време во заедницата, си станал сотрудник, а суштински ти си човек, син човечки или ќерка човечка, си останал во старата природа, своеглава, доаѓаш, заминуваш кога сакаш, се однесуваш како ова да е кафеана, поканет си на молитва за ослободување од природа, имаме една цела група таква, да те доведеме, да те соочиме со Исус, да застанеш, да видиме Исус што ќе ти каже, и ти се исклучуваш од заедницата, по известно време, поканата стои да дојдеш на молитва, ги прашувам, не ми одговараат. Бараш да те избришеме сите фотографии од семејството и сведоштвото на сопруга што направил Господ Исус Христос за нив. Му пишав, значи на сопругот немам одговор. Се загрижив. А што направил Господ? Па направил многу. Мораш да го признаеш тоа. Оди и не вели никому, знаете, не, тоа не е добро. Треба да го разглашуваш над покривите. Зар не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој ви е подарен од Бог за да живее во вас? Вие не сте ваша собственост, 1 Коринтијаните 6:19, значи сте се сликал, тука те има, барем да имаш дека ете, не се срамам од Исус, почетна позиција, да имаш духовна припадност и заштита. Знаете, ако го раскажам ова напоинако, сите ќе дотрчат да се сликаат, да се грижиш, да се бришеш од дела, песни, проповеди, служби, молитви, во која е поставено твоето тело, си примил благослови, фотографии, пази, во состојба која си во Господ Исус Христос, знаеш за Него, а не сакаш да се прославиш во тебе, неговата вечна љубов, кога, например, што направил за тебе, си бил кал земна, значи, он вика да и род да принесете, да давате многу род. Знаете смоквата што не дава род. Те направил од јалов човек, не само физички, духовно, плодна нива, лоза плодовита. Е тоа што тело се предава, ти не сакаш, веќе си се предал на ѓаволот лично, си се избришал. Концентрирај се на ова. Би требало да знаеш дека по своја волја, неразбрани галатјани, е бришењето. Да се избришат, тогаш замисли сите благослови кои си ги молил, си ги примил од Него. Се бришат ли тие? Па јас ти кажувам дека има духовен закон. Тој ги има своите патишта, но законот е дека ако ти се избришаш и тој те избриша. Тој ти дарувал нешто, ти не сакаш да се прослави пред светот, па ете не може тоа, барем да има фотографија од тебе. Во молитви, во песни, каде што таму се гледа дека си примаш дух и љубов. Да потикнеш други да дојдат и да се спасат. Ние би требало да сме едно тело со Него и еден дух. Кога се бришеш од Исусовите сведоштва, дела, се бришеш себе си. Ти сам себе се бришеш. Свесен ли си што правиш? Сатаната те влегуваш
во старозаветниот закон око за око, зап за зап, или крвта ваша на главите ваши и децата ваши. Ти велиш, ти велми ништо не можеш да избришеш од твојот живот што си направил. Можеш само да се покаеш, например. Да се покаеш за што? За нељубовта, за тоа што си се предомислила, за нељубовта, за хулење на Исус и црквата, за тврдоглавост, нељубов кон сроднини, сотрудници, што се срамиш јавно, добро, немаш сила да кажеш дека го љубиш Исус, дека тој направил нешто за тебе. Тој брише и запишува. За секогаш Исус. Тајте, ми дојде тоа за таа состојба и ми кажа на Манди и на Звезда, сега е јавно, тоа што сум ви го дал, можам да ви го земам. Пазете го моментот. Ова ми го кажа дури една студентка под логопедија, муслиманка, ако многу сакаш нешто пред Господ, ќе ти го земе. Буквално сватено. Тој ти го дал. И оди и не кажува никому, пона за неверниците тоа. Ти треба да разгласуваш од покривите, да бидеш светлина на светот. И се сеќавам дека пеевме таа песна, прв пат таму се, во тој дом беше отворена, тогаш се затресов, знаев дека ќе има нешто. Крвта ваша на главите ваши, крвта ваша на децата ваши. Што им оставаш ти на децата, благослов или проклетство, зависи од тоа. Како се однесуваш кон сопственото тело и својот живот. Во меѓувреме, добив порака од сопругот. Не се согласува да се избрише сведоштвото. Исусе, те сакам. Исусе, се молев, се разбира, од состојба на јарос и гнев и разочарување, да влезам во состојба на благослови и љубов, ги благословив. Значи, не сака да се избрише, он не правил ништо под присила, туку од срце за Исус. Јас му ги пуштив пораките што ги добив од сопругата и му кажувам дека има 3 духовни закони во кои јас, така ми вели духот. Едниот е закон на слободна волја. Ако таа сака да се избрише, јас не можам насила да ја терам. Насила преку прозор влегува во трулото сатаната. Исус влегува, добриот пастир, низ вратата. Која е вратата, па ти треба да го отвориш. А потоа тој ти ја отвара вратата, да влезеш и да излезеш и пасиш да најдеш. Значи, закон на слободна волја, закон за објава на деца на јавни медиуми. Тој е прекршен во овој случај ако нема дозвола од нив. И, например, може да дојдат заедницата на суд и ќе се направи штета на Исус, ќе речат, ете, он не почитува. Децата ги ставил насила. Не сум ставил јас, ништо не е добро, го знаеме ова. Но, сатаната треба да се внимава, да бидеме мудри како змии, незлобни како гулаби. И да внимаваме како се однесуваме со светот и го имаш потоа духовниот закон во кој ќе се одрази сето тоа. Тој знае, сме дискутирале што се случува со луѓето кои сакаат да ги избришам. Имавме еден случај, замаглив на еден човек. Не е проблем, треба веднаш да го кажеш. Просто 4, 5, 6 години од некој клипчиња и сега да ги бришеш, например, не е добра порака за степенот на тоа што прави еден сотрудник, како од сотрудник исчекоруваш да бидеш син човечки или ќерка човечка. Значи, ти суштински влегуваш тогаш во законот око за око, зап за зап, ако се бришеш самиот од телото Исусово. Рековме дека вашите тела не се ваши. Последна порака, му ги пратив пораките од сопругот, славата Исусе, тој ми напишал, остави се како што било понатаму. Исус нека води, Исусови благослови, да не бришам, но останува 3 точки. Мене духот ми го даде ова тогаш од Понти Пилат, што им рече кога му рекоа израелците, што си напишал цар јудејски за Исус, избриши го тоа. Понти им вели во духот, што направив. Јас веќе тргнав скоро се од интернет, бидејќи немам физичко време за минувам, нема да имам интернет. Ќе бидам надвор од Република Македонија, ќе бидам во Егејска Македонија. Што направив. Знаете, се разбира, не избришав, само ги ставив под приватно. Нема да бришам јас ништо. Дури и луѓе што се заминати од заедницата ги има на Радио Свети Дух. Денеска имав исто еден феномен, лежам,
Сабајле пуштам радио, едната нога бев на покривот, му помагав на Агим, тече таму во Скопје. И прерипав со еден тежок товар и крцна нешто во ногата, не можев да клекнам, ми помина, ме исцели, подобро, после службата. Предходната служба Ангелина ми направи мала масажа, слава ти Господи Исусе Христе. Слушам радио Свети Дух и одеднаш кад ногава гледам жеж ме работи. Значи духот, она што го сведочеше Александра од Италија, е вистина, дека кога слуша од радиото, прима од духот, да, тоа е жива вода, жив дух. Го кажав, јас тоа, на кој ќе го сетиш преку себе е добро. Значи на радиото има, наоѓаме од тие снимки стари, луѓе што не се во заедницата, некои се и заминати од овој свет, но живи се таму сведочат за Исус. Нема јас ништо да бришам, не можеш ти ништо да избришеш, само Исус брише, тоа е целата суштина. Остави се како што било понатаму, како што било, Исус нека води, Исус благослов. Што направив. Што напишав. Тргнав веќе, тоа е скоро се. Нека дојде нашата сотрудничка на кафе и молитва. Како што ќе и каже срцето, значи законот за слободна волја. Се враќаме на почетната позиција. Ах, колку си не возлюбил Татко небесен, значи те фаќа јарост, да го земеш мечот на духот, да употребиш силата која имаш од десната страна. А потоа благословуваш, носиш вечера, ги љубиш сите и Исус дозволуваш да ја искажеш силата на вечната љубов. Во името на Господ Исус Христос, надвор од сотрудниците Сатана, од сите сотрудници, кои не може да изгледаш од сотрудништвото, ти си духовно поврзан веќе. Си дал еднашка духовно, да. Поради сатански стеги те влече долу, треба да издржиш и да речеш не за сатаната и смртта, да за Исус, ке се променам, вистински ке легнам пред Исус. Не само во зборот, ничком ќе му предадам се. Ке речам, ке клекнам на колена, ке паднам и ке речам, на вистина сова се Бог. Емануел, те сакам, Господи Исусе Христе. Бегај од Македонија, Сатана, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од заедницата сотрудници, Сатана, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Бегај од нас, Сатана, од нашите семејства, од имотот, од се што имаме за слава Исусова. Од земјата до небесата, љубовта Исусова нека не преплави. Македонија е враќам во собственост на Господ Исус Христос и заедницата му припаѓа на Исус Христос и таа не може да биде забранета, избришена и уништена. Амин до Божиот царство небесно. Амин. Остани во мене, Исусе, нека преплави љубовта Твоја. Остани во мене, Исусе, нека се наполни моето срце, љубовта Твоја. Исусе, лекува се, нека се преточиш во моето срце, љубовта Твоја, лекува се, летај,